Благодарам, председател, почитуван заменик министър, представник на влада, почитувани колеги пратеници. Много конструктивни дебати, много непродуктивни дебати от друга страна. От конструктивните сметам дека беа во поголема мера застапени и гледам реакција секогаш кога опозицијата сака да биде конструктивна, реакција од пратениците од власта, и би ги запрашал дали почитувани пратеници од власта ќе бевте посречни доколку воопшто опозицијата не збори. Дали ќе бевте посречни доколку, како што дел од вас наведува, не ги поднесовме овие амандмани. Па многу неискреност и многу контрадикторност. Ние сме должни, а верувам дека и вие дебатирате со граѓаните, ги знаете нивните проблеми и тие проблеми да допираат до вас, и должни сме тие проблеми да ги истакнеме. Каде ако не тука во собранието. Од една страна велите дека многу амандмани сме поднеле, дека сте сакале сите да се разгледаат, од друга страна кога ќе ги повлечеме, реагирате бурно со процедурални, зашто сме ги повлекле, па не сте можеле да земете збор. Јас, како пратеник гласам во изборна единица 2, пред се од општина Куманово. Повторно, веќе не знам четврти или пети амандман кој што ми е мене поднесен овдека, а се однесува за граѓаните и потребите на граѓаните на општина Куманово. И по пети или шести пат ќе изразам разочарување, зашто заменикот министер Ковачевски ги одбива овие амандмани и не прифати ниту еден амандман за општина Куманово. А од друга страна, ќе му искажам благодарност за вчерашното демантирање на она што колегите од СДСМ од Куманово, а пред се и тука присутниот и почитуван Костовски го дебатираат по Куманово, дека ете како Социјалдемократски сојуз, како кадри од Куманово имале голем број на заменици министри, министер, функционери во јавната администрација, јавните предпријатија и така натаму. И почитуваниот министер вчера излезе на оваа говорница и рече дека е должен да се грижи за сите граѓани на Република Македонија подеднакво и дека тоа што потекнува од Куманово воопшто нема влијание при донесувањето на одлуките во владата, што лично мислам дека е коректно и така треба да биде. Сите сме носители на јавни функции во интерес на граѓаните да работиме и такво злоупотребување во политичка смисла не треба да има. И се сведува дека се она што го зборат од СДСМ во Куманово, бенефит ќе имаат само тие наименувани функционери, а ништо од граѓаните на Куманово, особено што ете амандманите кои што јас ги поднесувам се одбиваат во континуитет од представникот на владата. Од друга страна, овие амандмани и генерално амандманите на опозицијата се или амандмани кои што ВМРО ДПМН ги предлага во континуитет неколку години, не се реализираат, и со ова континуирано поднесување сакаме политички легитимно да истакнеме дека оваа влада, која што не е нова, не ги решава проблемите на граѓаните, а дел од амандманите се буквално, ќе повторам, препишани од програмите на СДСМ, со кои што СДСМ, функционерите на СДСМ излегле пред граѓаните на избори, ги убедиле дека тоа се нивните потреби, дека ќе им ги решат тие проблеми и ја добиле довербата, па сега се власт во Република Македонија. Конкретно, овој амандман се однесува на изградба на канализација во село Романец. И колку и да власта сака да ги релативизира овие суштински, основни, базични, реални проблеми на граѓаните во населените места, дека тоа се инфраструктурни проекти кои што треба да ги реализираат општините, дека сега тоа не е приоритет, дека нема време да се реализира, дека екстензивноста на буџетот е таква и не дозволува во овој момент да се реализираат. СДСМ во Куманово
владее 30 години. И треба малку поискрен пристап кога кажува и кога одбива одредени амандмани кои што се однесува за Куманово, затоа што таму ја партиципираат власта 30 години и 30 години давале ветувања дека проблемите на граѓаните ќе бидат решени. Дополнително, што веќе 4-та година на власт е СДСМ, а за оние што не знаат, во Куманово, во најголем дел, политичката пропаганда се однесуваше дека Куманово било жртва на режимската власт на ВМРО ДПМН. Меѓутоа сега, откако ќе дое СДСМ на централно ниво, во спаринг партнер со локална управа, граѓаните ќе доживаат бум во Куманово, инвестициски, и се решаваат проблеми, секој ден ќе се гради, меѓутоа, за жал, не е така, а ќе повторам, 40 населени места во општина Куманово немаат основно човечко право на чиста и питка вода за пиење, канализација и други основни, повторувам, услови за живот. Че не збориме за капитални проекти од други аспекти, збориме за она што по универзална декларација на Обединените нации, збориме за она по нашиот устав, збориме по закон што треба да го има секој еден граѓанин и што им му било ветувано. Па така, почитуваните колеги од СДСМ, во програмата План за живот во 2016 година имале посебен сегмент за комунална инфраструктура, каде што навеле дека во Македонија само околу 18% од селата имаат свој канализационен систем за одведување на отпадни води. Огромен дел од руралните средини немаат чиста и здрава вода за пиење, со што се загрозува животот и здравјето на граѓаните. Недозволиво е во 21 век да има населени места без канализација, водовод и пристапен пат. 100% се сложувам со се ова што го прочитав. СДСМ ќе пристапи кон реформа на комуналниот сектор со цел подобрување на квалитетот на услугите по реални цени, подобрување на продуктивноста и да не го читам се ова, дека нема да има населено место без решавање на проблеми, особено ќе повторам, за 4 години да се зголеми процентот на покриеност со канализација од 18% на 40%. Ова програма СДСМ читам, да не некој погрешно ме разбере. План за живот 2016. Сега, идеме понатаму. Актуелниот градоначалник на општина Куманово легитимно се излезе на избори. Пред некој ден, односно вчера, побара подршка од граѓаните, најпрвин, а потоа од партијата СДСМ за втор мандат. И не знам, можеби ќе се кандидира како независен кандидат, па потоа ќе бара партија подршка, меѓутоа тоа е негова одлука. И како што слушнавме преска, почитуваниот колега Костовски бил на брифинг кај градоначалникот Димитриевски од аспект на овие амандмани поднесени конкретно за општина Куманово и реално ќе го прашам, се надам ќе не удостои со одговор, каков бил коментарот на градоначалникот по однос на овие амандмани. И ќе апелирам Костовски поискрени да бидеме во настапувањето. Разбирам дека треба да браниме политички ставови, ама да излеземе од теснопартиските ровови и искрено да го чуе кумановската јавност каков бил коментарот на градоначалникот, доколку вие тоа не го кажете, ќе го кажам јас. Од друга страна, истиот Димитриевски во селото Романовце ветувал водоводи, канализации, пристап таму, решавање на некои други проблеми, спортско игралиште и така натаму. Романовце село мултиетничко, убав соживот, убаво село, блиску до центарот на градот. Меѓутоа, граѓаните велат дека истиот ги заборавил и дека ниту нешто од тоа што го ветил Димитриевски исполнил, ниту нешто СДСМ во таа насока има направено. И се повторува и во програмата Можеме 2020 дека
Децентрализација не заради општините, туку заради граѓаните, каде што целта на СДСМ ќе биде да се подобри квалитетот на животот на граѓаните во сите локални единици. Еве можност да ова нивно ветување биде остварено и граѓаните во Романовци добијат можност да во една подоцнежна фаза и до развој на канализациона мрежа и чиста вода за пиење. Се надевам дека претендникот Костовски ќе го прифати овој амандман и ќе лобира кај неговите колеги од СДСМ да истиот биде прифатен и стане составен дел на буџетот, односно ребалансот, доколку не ќе го замолам да ова го решиме во буџетот на 21 година и не само ова, туку сите амандмани кои што ја ги имам поднесено за општина Куманово. Благодарам.